Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата на часот по македонски јазик. Денешната наставна содржина е наменета за учениците од 9-то одделение. И ќе се запознаеме со целните, намерни, зависно сложени реченици. Кои се целите на часот? Да ги препознавате целните зависно сложени реченици во текст, да умеете правилно да ги употребувате во устно и писмено изразување, да знаете успешно да ги примените во дадени барања и вежби. Да ги разгледаме дадениве примери. Прва реченица. Сара учи вредно да победи на надпреварот по хемија. Оваа реченица е сложена, составена од две прости дел реченици. Првата дел реченица е главна, а втората дел реченица, обележана со црвено, е целна, зависна дел реченица, во која е дадена целта или намерата поради која се врши глаголското дејство во главната реченица. Значи, зошто Сара учи вредно? За да победи на надпреварот по хемија. Втората реченица. Мартин брзаше по улицата за да стигне на состанокот. И ова е сложена реченица во која првата е главна дел реченица, а втората, обележена со црвено, е целна, зависна дел реченица. Во целната исто е дадена целта или намерата поради која што се врши глаголското дејство од главната реченица. Зошто Мартин брзаше по улицата? За да стигне на состанок. Што заклучивме, ученици? Целните, намерни, зависно сложени реченици ја искажуваат целта, односно намерата со која се вршило, се врши или ќе се врши глаголското дејство во главната реченица. Дејството во целната зависна дел реченица најчесто е еден вид причина или намера, и затоа целните зависно сложени реченици можат да се трансформираат во причински зависно сложени реченици. Кои се сврзниците за овие реченици? Значи, целните зависно сложени реченици се поврзуваат со главната дел реченица со сврзниците да и за да. Сега, ученици, да ги проследиме овие примери. Првата реченица. Тео правеше колачи за да ја изненади мајка. Втора, дедото седна на клупата за да чита весник. И трета, Ива го зеде дневникот за да пишува нови случки. Овде имаме едно прашање за вас. Забележете и одговорете. Во првата дел реченица, односно во главната, се дадени глаголите правеше, седна и зеде. Што мислите, во кое време се дадени овие глаголи? Се надевам дека точно ќе одговорите. Овие глаголи се во минато време. Повторно да ги разгледаме примерите, но сега фокусирајте се на целната дел реченица. А овде се дадени глаголите изненади, чита, пишува. Што мислите, во кое време се дадени овие глаголи? Сигурна сум дека веќе знаете. Овие глаголи се напишани во сегашно време. Па што забележавме и што заклучивме од овие примери? Глаголот во главната дел реченица може да биде во кое било време или начин, а глаголот во целната зависна дел реченица се наоѓа секогаш во сегашно време, како што е дадениот пример. Глаголот доаѓа, дојде, ќе дојде, дошол, би дошол е во главната дел реченица, додека во зависната целна дел реченица е глаголот за да играме шах. Забележувате дека овде глаголот е во сегашно време.
Да ја видиме интерпункцијата за целните зависно сложени реченици. Целните зависно сложени реченици, кога се во правилен редослед, а тоа е кога главната е пред зависната, не се одделуваат со запирка. Но кога се во инверзија, тогаш редовно се пишува запирка, како што се дадениве примери. Чекаше пред вратата да праша за испит. Оваа целна зависно сложена реченица е во правилен редослед и забележувате дека првата е главна дел реченица, а втората е целна зависна дел реченица. И меѓу нив не постои запирка. Додека втората, за да бидеме пријатели, треба да бидеш искрен. Оваа реченица, ученици, е дадена во инверзија и првата дел реченица е целната зависна, додека втората е главната дел реченица. На што треба да обрнете посебно внимание и да го примените правилото? Во целните зависни реченици, меѓу сврзникот да и глаголот, не се вметнуваат други зборови, освен во вакви случаи кога се употребува негација, како што е примерот. Му кажав да не ми звони на врата. И друго правило е дека со целните зависни реченици не може и не треба да се употреби можен начин. Како што се примери. Кога викнав, го викнав за да би излегол. Значи, не е правилно за да би излегол. Додека правилно е, го викнав за да излезем. Што значи не треба да употребувате можен начин во целните зависно сложени реченици. Ова беше се за денешнава наставна содржина. Сега, ученици, има активност за вас. Дадениве 3 прости реченици. Треба да ги продолжите во целни зависни реченици. И речениците треба да бидат целни зависно сложени. Па направете ги, а јас ќе ви ги дадам моите предлози. Да видиме прва. Денес тато ме прати на пазар, за да купам овошје. Втората реченица, Ива напиша песна, да учествува на конкурсот. И третата реченица, Давор замина во Скопје за да студира медицина. Се надевам дека и вие точно и правилно ги одговори. Која е вашата задача за дом? Дадени ви се исто 3 причински зависно сложени реченици. Ваша активност е да ги трансформирате во целни зависно сложени. Првата реченица ќе ви ја дадам со мој пример. Па, разгледајте внимателно. Наставникот го повика Андреј затоа што ќе разговара за успехот. Би требало вака да ја направите. Наставникот го повика Андреј за да разговараат за успехот. А другите 2 реченици вие сами ќе ги одговорите. И друга активност за дома е да напишете ваши 5 креативни, целни, зависно сложени реченици. Сега, ученици, обидете се да се оцените самостојно. Во даденава табела поцртајте ја бројката која што мислите дека одговара на вашето знаење за оваа наставна содржина. Се надевам дека вашата оцена е висока. Доколку не е, повторно изгледајте презентацијата, добро проучете ги правилата, запомнете ги и многу лесно ќе совладате оваа наставна содржина. Благодарам на вашето внимание.